Добра вечер. Започнува дневникот на КТВ 15 јули 2026 година. Вранецот ќе се откупува по 21,8 денари за килограм, а Смедеревката за 20. Ова се откупните цени за двете најзастапени вински сорти кои денеска ги соопшти Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски од Лозов насад во атарот на село Сопот. Тој нагласи дека овие цени се за 25% повисоки од производната цена која е утврдена согласно методологијата. Денеска се наоѓаме во срцето на теквишијата, едно од најважните места кое го отсликува лозарството во Македонија. На наше огромно задоволство можеме да бидеме помеѓу овие прекрасни лозови насади кои по самиот изглед го покажуваат за квалитетот на грозјето и вештината на одгледување на ова земјоделска култура. Инаку, согласно законот за вино, имаме законска обврска како Министерство најдосно до 15 јули во годината да ја соопштиме производствената цена, која што, верувам, е многу важна за сите производители на грозје, нормално и за откупувачите и преработувачите. И еве денеска ја користиме оваа прилика од Кавадарци да ја соопштиме оваа информација, се со цел да ги информираме сите засегнати страни во овој процес. Значи, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја утврдува производствената цена на винското грозје за двете најзастапени сорти на вино, согласно законот на вино, како што кажав, и согласно методологијата за пресметка на трошоците за производство на килограм винско грозје на определена површина и соодветен квалитет. Во согласно со законските одредби, Министерството распишува јавен оглас, односно конкурс, на кој се избира научна институција која спроведува оваа постапка за пресметка на производствената цена. Врз основа на спроведените теренски истражувања, а воедно и анкети, сондажи, анализи на произвестените трошоци, избраната институција, односно Земјоделскиот институт Скопје, ја изготви оваа пресметка на производната цена за застапени сорти на винско гројзе, како што веќе напомена Вранецот и Смедеревката. Производствената цена за овие две најзастапени сорти на грозје за оваа година, зголемени за 25% од основната цена, ќе изнесува Вранец 21,8 денари, додека Смедеревката ќе се откупува со најниска цена од 20 денари. При пресметка беа земени предвид сите релевантни производствени параметри, вклучително и трошоците за агротехничките мерки, заштита, прихрана, работна сила, механизација, наводнување, repроматеријали и останати фиксни и варијабилни трошоци согласно самата методологија. Производствената цена е утврдена врз основа на реални податоци, добиени преку теренски анкети и анализи на репрезентативен примерок на лозарските стопанства, со што се обезбедува објективност, стручност и транспарентност во самиот процес на нејзино утврдување. За да имаме поголема транспарентност на пресметката на овие цени, Земјоделскиот институт Скопје достави до сите заинтересирани страни и јавно објави на својата Facebook страна и на нивната веб страна анкети, каде што јавно ќе можеа да учествуваат и учествува сите засегнати страни, односно производителите на грозје, имаа можност да ги дадат своите мислења во делот на трошоците. Министерството останува посветено на доследната примена на законските процедури и на обезбедување на фер, транспарентен и предвидлив процес во интерес на лозарите и винарската индустрија, при што сите активности се реализираат во согласност со законот за вино и подзаконските акти кои што ја уредуваат оваа област. Денеска заседаваше Советот на општина Кавадарци, ја одржа редовната 12-та седница, беа усвоени предложениот правилник за условите, критериумите и постапката за доделување на еднократна парична помош на физички лица и одлука за финансиска помош на семејство чија куќа била опожарена. Беа разрешени досегашните именувани нови членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното претпријатие Градски превоз. Се усвоја измените за годишниот план за вработување за 2026 и новиот план за 2027 на јавното претпријатие Комуналец, плановите за вработување во 2027 на библиотека Феткин и Дом на култура Иван Мазов Климе. Кавадарци го дигитализира зелениот пазар, тезгите добиваат бар-кодови. Градоначалникот Митко Јанчев денеска заедно со директорот на ЈП Комуналец и председателот на Совет на општина Кавадарци го промовираше новиот дигитален систем за управување со зелениот пазар, со кој се воведуваат современи решенија што обезбедуваат целосна евиденција, побрза наплата и поголема транспарентност во работењето.
Општина Кавадорци после изградбата на овој велелепен пазар, би го кажал, и функционален пазар, заедно со паркинг и со комплетна функционалност, во изненатив период ЈП Комуналец работеше на дигитализација на самиот пазар и на водење на пазарот во делот на смарт пазар, кој што би го рекол паметен пазар. Успеавме заедно со ЈП Комуналец и Кодекс компјутери од Кавадарци сите тезги на јавниот пазар да бират со своја шифра, со баркод и наплатата на пазарот на тезгите на дневна основа на месечна да се врши со дигитализација, односно да нема манипулации или да нема привилегии при изнајмување на самите тезги. Врз основа на тоа апликацијата која што е изготвена врз основа на софтвер овозможува за на секоја тезга застапеноста на секој производ, дали зеленчук, овошје, месо, млечни производи, процентуално да ни даде кој производ колку е застапен од сите тезги заеднички. Меѓутоа и цените кои што ги има на пазарот, ни ги апликацијата препознава како цени со вештата интелигенција, ни ги сумира и имаме јасна слика, примерно одреден земјоделски производ по која цена се продава во кое време. Врз основа на ова база, која што ќе биде акумулирана во софтвер, ќе продолжиме во втора фаза на сите јавни достапни места, како што се автобуски постојки, како што се билборди дигитални, да оваа апликација биде прикачена и ни дава во соодветно време соодветна застапеност на производите на самиот пазар и соодветна цена, реална цена која се продава во делот на дневната основа на самиот пазар. Со тоа ќе овозможиме да нашите сограѓани имаат во право време права информација за кој производ е најнего застапен, кој производ најнего се троши и самата цена просечна да ја имаат на увид пред да може да пазарат или со нивното пазарење. Прва општина во Македонија, каде што добиваме паметен пазар врз основа на софтвер, кој што нуди многу можност во иднина со вештка интелигенција и со овие уреди кои што ги имаме тука да се доградиме и да нашите сограѓани уште пред да дојдат да пазарат, да ги знаат и цените, да си прават и анализа, меѓутоа добро е тоа и за ние како општина да имаме во реално време реални цени по она што значи пазарење од секојдневието на градскиот пазар во Кавадорци. Сакам лично да благодарам на директорот кој што заедно со Кодекс компјутери, кој што успеа во ова работа, во овој проект за 4 месеци за да можат ова дигитализација ја претворат во софтвер и нормално очекувам во наредниот период да ова сето прерасне во еден систем кој ќе биде достапен до секој граѓанин. Штувани сограѓани, дозволете ми денес да ви го представам уште еден голем проект на јавното претпријатие Комуналец во делот на дигитализацијата, каде што повторно сме први во Македонија, повторно сме напред со она што значи дигитализација и целосно веќе применување на она вештачка интелигенција која што за среќа се почесто е застапена во самата држава. Од денес веќе се напушта стариот систем на функционирање на градскиот пазар, односно наплатата на градскиот пазар која што беше по еден друг модел, по еден застарен модел. Од денес имаме веќе баркодови со бројки на секоја тезга и буквално со оние читачи на баркодови кои што се најсовремени преку Bluetooth апликација и преку фискална сметка, фискална каса со Bluetooth. Денес имаме едно навремено точно отчитување и втора фаза која што имаме задолжително сликање на секоја тезга на градскиот пазар, каде што потоа тие слики ни стварат едни статистички податоци кои што ние и како во самиот сервер на јавното претпријатие ги имаме, меѓутоа потоа тие ќе бидат и достапни за самата јавност. Преку тоа сликање на самите тезги, ние преку од оној дел од вештачката интелигенција која што се применува тука, преку оваа апликација, имаме точно во секој момент јавен, јасно достапен податок, како што каже градоначалникот, во кој период, колку проценти, какви производи се застапени на пазарот и со која цена. Можеме да имаме средна цена, просечна, можеме да имаме највисока цена, можеме да имаме најниска цена, меѓутоа и секоја тезга буквално ќе се биде со едно нејзино досие, дали е платена, дали е искористена, во кој дел е искористена, како е искористена, дали е дневна, дали е месечна и така натаму. Ова е уште една можност
кое што ни ја дава оваа апликација. На овој начин ја зголемуваме и транспарентноста и отчетноста, меѓутоа и повторно сме први во самата држава како во делот на дигитализацијата и во делот на оние напредни технологии кои што ги нуди современиот свет. Почитувани граѓани на општина Кавадарци, посебно чест и задоволство ми е од името на Советот на општина Кавадарци, што денеска заедно со градоначалникот Митко Јанчев и директорот на јавното предпријатие Комуналец бевме на увид на една нова алатка на јавното предпријатие Комуналец, тоа е дигитализација или смарт пазар. Тоа е нешто ново во општина Кавадарци, каде што ќе се овозможи да му се доближиме до нашите сограѓани врз основа на тоа нашиот пазар каква понуда има, да му се доближиме во однос на самите наши сограѓани, во однос на цена на сами артикли кои се наоѓаат на самиот градски јавен пазар и да овозможиме да го следиме модерниот тек на технологијата, а тоа е преку една дигитализација и преку воведување на самата смарт пазар да се овозможи подобра корист и подобра искористеност на самиот пазар. Ова е една функционална единица каде што заедно со паркингот, заедно со ова сега дигитализација, заедно со овој пазар овозможува едно катче на нашите сограѓани кои е наша гордост, а нивна голема функционалност, затоа што почитувани ваков пазар како што функционира, како што е замислен и како што се модернизира и во едно време ќе овозможиме да го следиме модерниот тек на живење, а се со цел нашите сограѓани да добијат поквалитетни услуги. Впрочем, тука сме за нив и заедно со нив, со овие идеи, ќе овозможиме Кавадарци да биде урбано, достојно и квалитетно место за живење. Голема благодарност до менаџерскиот тим на јавното предпријатие Комуналец, голема благодарност до Советот на општина Кавадарци, до градоначалникот Митко Јанчев за начинот на кој функционира и идеите кои ги имплементираме и кои ги овозможуваме за нашите кавадарчини. На наредна седница на Кавадаричкиот совет ќе се разгледува ново софтверско решение за паркирањето во градот, кој ќе донесе новини и поволности за граѓаните, рече градоначалникот Митко Јанчев во однос на поднесената иницијатива од советничката група на СДСМ за измена на правилата за паркирање во Кавадарци со цел воведување на поправеден систем за граѓаните. Јавното предпријатие повеќе од 5 месеци работи на решавање на проблематиката темелно. Не решаваме да сегментно решиме само еден дел, а останат други работи кои што треба. За брзо време ќе имате на наредниот совет, веројатно, мислам не веројатно, сигурно на наредниот совет кој ќе биде во месец август, редовна седница, ќе имате предлог ново софтверско решение, комплетно за паркирањето, ново делумно зонирање и нови привилегии за нашите сограѓани, а тоа ќе бидат, вака сега би ги нафрлил само како дел од измените. Пример, резидентните паркиралишта на граѓаните кои што им следуваат през своите стамбени згради, на самите резидентни паркиралишта ќе биде забрането паркирање од јавен интерес. Односно сега ќе биде слободен паркинг за тие што го користат тој паркинг пред стамбена, колективна или индивидуално живење. Второ, ќе имаме паркомати. Негде околу 10 предвидени се набаваат паркомати, кај ќе може да се плате со картичка која што ќе ја полниш со поени, односно кредити претходно на јавното предпријатие, може да плати со дебитна картичка или било каква друг вид на електронска картичка, може да платиш од мобилен телефон. Со тоа ќе ги исклучиме и продажбата на оние билети кои што беа во книжена форма и нивната злоупотреба комплетна. Јавното предпријатие исто ќе набави два автомобила, комплет електрични, со по 2 камери, со софтверско решение. Контролорите кои што ги имаме до денеска ќе бидат во втора фаза ставени. Значи нема да контролираат во константно на теренот, ќе движат двете возила фул електрични возила на секои 15 минути. На секој паркинг место ќе поминува автомобил со соодветна брзина до 40 км/ч, каде што камерата ќе ги регистрира сите возила кои се паркирани и дали самите возила имат пуштена порака, немат пуштена порака или пуштиле грешна порака. Во тој случај софтверски тоа ќе се реши и кога има грешка, нормално дека грешка ќе биде исправена и коригирана, нема да биде казнено. На второто поминување на возилото, доколку после 15 минути не пуштила порака, ќе излегува автоматски етикет под таблица која што скенира софтверот и камерата, казна која ќе му биде дадена на соодветното лице контролора да ја постави на самиот автомобил. Ова е негде инвестиција околу 6 до 6,5 милиона денари, кои што
ќе ги инвестира јавното предпријатие и повратна инвестиција во делот на тоа кое што ќе значи да оние сега кои што се најимателни и најзгрижени избегнуваат плаќање на паркингот, така да очекувам да тоа се подобре во најдобар може ред, во најбрзо време и мислам дека ќе имаме едно софистицирано, модерно решение на ЈП паркинг. Со положување свежо цвеќе и оддавање почит на локалните функционери, денеска во Кавадарци официјално беше одбележена 132-та годишнина од формирањето на првиот комитет на тајната македонско-одринска револуционерна организација ТМОРО. Овој настан историски го позиционира градот Кавадарци како еден од клучните столбови на македонската национално-ослободителна борба. Денес се навршуваат 132 години од формирањето на првиот комитет на ТМОРО во Кавадарци и после Солун и воопшто во Македонија. Историјата на македонскиот народ е исполнета со буни и востанија кои имале за цел ослободување на македонскиот народ од туѓа доминација. Така биле кренати Мариовската буна, Карпошевото востание, Разловечкото, Кресненското и други востанија. Меѓутоа тие сите завршија безуспешно. Се увидело дека има потреба од формирање на една цврста и силна организација која ќе ги сплоти и обедини македонскиот народ во борба за негово конечно ослободување. Тоа било причината што една група македонски интелектуалци, револуционерно определени, по долги и сериозни разговори во Солун, во куќата на книжарот Иван Хаджи Николов на 23 октомври 1893 година, ги удриле темелите на македонската револуционерна организација. Во тој прв состав на организацијата влегле доктор Христо Татарчев, Христо Батанџиев, Антон Димитров, Петар Поп Арсов, Иван Хаджи Николов и Дамјан Груев. Статутот на организацијата го изработиле Дамјан Груев и Петар Поп Арсов. Член на организацијата можел да биде секој кој што е роден во Македонија без оглед на вера и народност. Една од најзначајните определби била извојување на политичка слобода по пат на револуционерна борба. Меѓутоа, значајно прашање било и проширување на организацијата. За време на летниот распуст, во средината на јули 1894 година, секретарот на организацијата Дамјан Груев посетил неколку града во источна, централна и западна Македонија со цел да го испита расположението на населението и да подготви услови за понатамошно ширење на организацијата. Во редовите на организацијата се примале само одбрани и проверени луѓе, револуционерно определени. Најнапред бил во Штип, каде му било понудено да работи како учител, но во тој момент услови за формирање на организација немало. Преку Радовиш и Неготино, на 15 јули, доаѓа во Кавадарци во својство на училишен инспектор. Тука ги побарал Иванче Минчев и Јованче Велков, председател на црковно-училишната општина, нему познати уште од Солунската гимназија. Од него побарал да му обезбеди луѓе со кои може да говори за училишните и црковните проблеми во Тиквешката каза. Од тука заминале во куќата на Пане Иванов, главен учител во Кавадаречкото основно училиште. Набргу Даме се уверил дека има работа со сериозни и предани луѓе пред кои не треба да има никакви тајни. Тогаш станал и им рекол: другари, да не седиме повеќе со скрстени раце и да чекаме како се коваат нови пранги за нас. Ние во Солун формиравме организација чија што цел е извојување политичка слобода по пат на револуционерна борба. Тогаш ги запрашал дали и тие би сакале да станат членови на таква организација. Откако добил потврден одговор, Даме го извадил преписот од статутот на организацијата и пред Евангелието, револверот и камата положиле заклетва на верност према организацијата. Во првиот состав на организацијата влегле Пане Иванов, кој бил избран за председател, а за членови Иванче Минчев, чиновник и учител, Јованче Велков, трговец и Јанаќи Илиев, ќурчиев, трговец и кожувар. Следниот ден заминале во Ваташкото училиште, каде се формирал комитетот на ТМОРО во кој влегле Тодор Попантов, Лазо Сојтериев, Коцо Јорданов, Зарко Димов, Цандо Бојаджиев, Мишо Еленов, Трајче Дубров и Пано Поцев. Според правилникот на организацијата, месниот комитет се состоел од председател, секретар, касиер и двајца членови. Во Ваташа за прв председател на комитетот бил избран учителот Тодор Поп Антов, бидејќи имал искуство како член на младинскиот револуционерен кружок во Солунската гимназија. За време на својот краток престој во селото Ваташа, Даме Груев остварил и средба со Наца Пинџурова.
мајка на револуционерот Димитар Пинџуров и баба на народниот херој Страшо Пинџур. Таа била првата жена со која Даме разговарал за прашања поврзани со револуционерната организација. Сова Кавадарци ја има таа чест да биде прв град во Македонија во кој што е формиран првиот комитет над Моро после Солун, а сите останати комитети во Македонија се формирани подосна. Во наредната 1895 година Даме Груев бил повторно во Кавадарци и бил задоволен што организацијата била проширена во сите, па дури и во најоддалечените места во Тиквешијата. Нека им е вечна славата. Пристигнаа првите картички за бесплатен јавен превоз за пензионерите од Росоман. Од ЈП Градски превоз потенцираат дека располагаат со систем за контрола и заштита од злоупотреба на картичките. Започнува користењето на бесплатниот јавен превоз за пензионерите од општина Росоман. Денеска пристигнаа првите картички за бесплатен јавен превоз кои ќе им бидат поделени на пензионерите од општина Росоман. Од утре, сите пензионери кои ја имаат подигнато својата картичка ќе можат бесплатно да го користат јавниот превоз. За сите информации поврзани со бесплатниот превоз, граѓаните можат да се обратат во просториите на општина Росоман. Воедно се информираат корисниците дека јавното сообраќајно претпријатие располага со систем за контрола и заштита од злоупотреба на картичките, а секоја злоупотреба ќе биде евидентирана и строго санкционирана согласно важечките прописи. Општина Росоман продолжува со реализација на мерките кои обезбедуваат поголема поддршка и подобар квалитет на животот за сите повозрасни сограѓани. Гледате Дневник на КТВ, следуваат останатите содржини. Просечната потрошувачка кошничка е изработена и усвоена од Економско-социјалниот совет, а нејзината примена се очекува да започне од септември, најави заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Тој по работниот состанок во Стопанската комора изјави дека во моментов се прави усогласување на податоците со Државниот завод за статистика, пошто кошничката треба да стане алатка за креирање на економски политики. Тој нагласи дека новата просечна потрошувачка кошничка не треба да се поистоветува со минималната потрошувачка кошничка што ја објавуваат синдикатите. Премиерот Мицковски не е оптимист дека ќе се донесат измените на изборниот законник. Не сум оптимист, затоа што имаме работа со неодговорни и незрели политичари во опозицијата. Ние како владина коалиција го усогласивме нашиот став и на маса им кажавме: еве, договорете се, напишете го, донесете го, се додека гласањето на диаспората е вклучено во истиот, ние бланко ќе го поддржиме. Поминаа денови, тие се натегаа кој кого ќе го викне и каде ќе содржи тој состанок помеѓу опозицијата. Јас денеска еве ги повикувам на зрелост, на одговорност и претседателите на Демократската унија за интеграција, СДСМ, Левица, крилата на Зијадин Села, на Арбен Таравај да седнат заедно како опозицијски партии, да се договорат и нека донесат закон во кој што е вклучено гласањето на опозицијата. Еве, ние до кога они ќе го сметат дека тоа е завршено, кога ќе го донесат, ние ќе го прифатиме. Без да воопшто полемизираме на таа тема. Еве, по-коректно, јас не знам што можеме ние како влада да направиме. Опозицијата е оптеретена бидејќи често пати кај нив Фројд работи. И тоа е најголемиот проблем што мислам дека во моментот го имаат кај себе. Мојот став е јасен дека ова влада има мандат до пролета 2028 година. И ние сме фокусирани на тој мандат да го испорачаме она кое што граѓаните го очекуваат од нас, вклучително и вакви капитални проекти. Но се разбира, доколку сме предизвикани, ние сме тука, подготвени сме да одговориме на тој предизвик. Над 2 милиони евра завршиле кај фирми блиски до ВМРО. Обвинување на денешната пресконференција од антикорупцијскиот тим на СДСМ. Цветаат бизнисите на Маратон Груп блиска до власта. Со доаѓање на ВМРО на власт, оваа фирма има добиено над 1,5 милиони евра народни пари за само 2 години. Сите
од Државна лотарија и Државна видеолотарија договори за надворешно и внатрешно рекламирање во автобусите на ЈСП Скопје. Нема нови еколошки автобуси за скопјани, ама има 1,5 милион евра за омилени фирми блиски до власта. ЈСП тоне и нема пари за нафта, нема пари за резервни делови, нема пари за плати на вработените, ама за приватна фирма Маратон со само 11 вработени пари има. Затоа, во 2025 година остварила чист нето профит од повеќе од 700.000 евра. Поранешен соосновач, партнер во фирма со Костовски, Ристо Петков, е собственик на компанијата Сија Медија Доел Скопје. Со доаѓање на власт на ВМРО и оваа фирма има склучено договори вредни 458.000 евра со истите институции. Другарите околу ВМРО трупаат тендери и добиваат пари. Над 2 милиони евра пари на граѓаните. Но кој стои позади сето ова? Одговорот води до врвот на ВМРО и до врвот на владата на Македонија. Актуелниот генерален секретар на владата Игор Јанушев. Познато е дека уште во 2017 година, како директор на ЈСП Скопје, потпишува деструктивен 10-годишен договор со фирмата Маратон на неговиот пријател Љупчо Костовски. Јанушев свесно го укинува маркетинг секторот на ЈСП Скопје за предпријатието, наместо самостојно да го продава и стопанисува својот рекламен простор, тоа да го прави Маратон. Сега, пред истекот на овие 10 години, власта ги храни своите фирми пред повторно да им ги продолжи договорите за нови 10, 15 или повеќе години, ќе видиме. 5,4 милиони евра финансиска подршка за креирање на нови работни места, втор повик од оперативниот план за вработување 2026 прес конференција на владеачката ВМРО ДПМН. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, покажува и докажува како се работи во интерес на граѓаните, развојот на стопанството и раст на економијата. Се преземаат мерки и се имплементираат политики кои значат вработување на македонските граѓани, зголемување на вработеноста преку мерки за самовработување и отворање на нови работни места. Во оваа насока владата донесе оперативен план за вработување за 2026 година, во чии рамки е отворен и јавниот повик за финансиска поддршка за креирање на нови работни места во микро, мали и средни предпријатија, во социјални предпријатија, граѓански организации. Основна цел на мерката е поддршка со вкупен буџет од 332 милиони 650 илјади денари или околу 5,4 милиони евра и креирање на нови работни места. Со мерката една компанија може да добие поддршка за вработување на најмногу 5 лица и финансиска поддршка од 800.000 денари до 1.250.000 денари во зависност од целната група и од бројот на одобрени вработувања. Ова представува одлична можност за македонските стопанственици кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис со отворање на нови работни места и со тоа да придонесат за економскиот развој и подобрување на животниот стандард на македонските граѓани. Почитувани, појавниот повик за самовработување, кој беше насочен кон лица што сакаат да отворат сопствени бизниси, мерката за финансиска поддршка за креирање на нови работни места е втора поред од оперативниот план за вработување за оваа година, насочена кон компаниите. Контролирано судство, Мицковски го спаси Груевски за Талир 2 и го врати криминалниот имот. Обвинија денеска од опозиционата СДСМ. Судството и обвинителството под контрола на Мицковски
го спаси Никола Груевски од одговорноста за предметот Талир 2 и го одмрзна криминалниот имот на ВМРО. Белата палата вредна 14 милиони евра и останатиот партиски имот во вредност од 2 милиони евра се повторно во рацете на ВМРО. Така изгледа кога криминалната организација е на власт и го контролира судството, таа се грижи само за себе и да ги спаси своите од одговорност. Реформи во правосудството нема, правда нема, има криминална власт. Сега на сите граѓани им е јасно зошто ја тргнаа Ленче Ристовска, зошто и беа одземени овластувања, зошто таргет беа суди и обвинители, сите поврзани со предметите Талир 1 и Талир 2. На сите им е јасно зошто беше поставена обвинителка од тефтерчето на Сашо Мијалков, зошто се менуваат и назначуваат суди блиски до Мицкоски. Кога беа во опозиција, ВМРО постојано ја напаѓаше судијката која го водеше предметот и бараше нејзино разрешување, јавно вршејки притисок. Како власт им успеа. Прво се отстрани обвинителката која со години ги водеше предметите за незаконско финансирање и за криминалниот имот на ВМРО. Потоа се постави обвинителство по мерка на власта на телефонска линија, секако со Мицкоски. Како што Мицкоски им диктираше насоки по телефон, како што им делеше задачи со чувства од собраниската говорница, од телевизија. Ете така. Сега Груевски, човекот кој избега во Унгарија и понатаму продолжува да ужива, без да се соочи со одговорноста само поради Христијан Мицкоски. Мицкоски не бара негова екстрадиција, не ги испраќа документите кои со месеци патуваа од една до друга институција и никогаш не беа испратени. Намерно. Ова почитување е свесна заштита на Никола Груевски, најголемиот символ на криминалот и корупцијата во Македонија. Вистината излегува на виделина, но наскоро доаѓа времето на правдата и на одговорноста. Наскоро државата повторно ќе им припадне на граѓаните. Фронтот за вистина и правда ќе се погрижи да одговара не само Груевски, туку и сите негови ученици и продолжувачи на неговото дело. Ослободителната пресуда за Никола Груевски во предметот Талир 2 е директна последица на измените на кривичниот законник, што во 2023 година заеднички ги изгласаа СДСМ и ДПМН, обвинија денеска од политичката партија Левица. Во нивното соопштение пишуваат дека со тие измени беше изменет членот 353 за злоупотреба на службената положба и овластување, врз кој се темелеше обвинението. Поради примената на поблагиот закон, предметот беше вратен на повторно одлучување и заврши со ослободителна пресуда. Талир 2 беше предмет за изградбата на партиското седиште на ДПМН Бела палата вредно 7 милиони евра. Во првостепената постапка Груевски беше осуден на 6 години затвор, а беше наложена и конфискација на гламурозното седиште. Да не заборавиме кој сложно ги изгласаа овие измени. СДСМ и ДПМН со години се представуваат како непомирливи политички противници. Стои меѓу другото во соопштението од Левица. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец, попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежија, температурата ќе достигне до 38 степен. Тоа беа содржините во дневникот, имајте убава вечер со нашата програма.